Епицентарот на вчерашниот земјотрес со локална магнитуда од 3,2 степени според Рихтеровата скала, кој беше почувствуван во јужниот регион, бил во Гевгелиското епицентрално подрачје на 136 км југоисточно од Скопје и на 8 км северно од Стар Дојран. Од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје ни соопштија дека земјотресот кој ги вознемери жителите во 15 часот и 2 минути бил почувствуван во Богданци и Дојран со интензитет од 4 степени, а во Валандово, Струмица и Гевгелија со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросизмичка скала. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија ја следи сеизмичката активност од ова подрачје и вчерашниот земјотрес е од истото подрачје од пред 7 години со Рихтерова магнитуда од 5,2 степени. Ова сеизмичност се должи на сеизмичката активност на неколку раседи од Валандовското епицентрално подрачје, имено на активноста на Струмичкиот, Валандовскиот, Беласичкиот и Рабрскиот расед. Тука имаме еден тектонски јазол кој што движењата на тектонските блокови ги предизвикуваат земјотресите од ова епицентрално подрачје. Да се вратиме на вчерашниот земјотрес, тој е со Рихтерова магнитуда од 3,2, што значи слаб земјотрес и ова спаѓа во нормалната сеизмичка активност која што ја даваат овие раседи во ова епицентрално подрачје. Во ова епицентрално подрачје во далечната 1931 година се регистрирани 2 силни земјотреси со магнитуда поголема од 6 степени и интензитет од 10 степени според Меркалиевата скала. Серијата земјотреси кои изминатиот период беа почувствувани во југоисточниот регион спаѓаат во рамки на нормалната сеизмичка активност за ова епицентрално подрачје. Од Сеизмолошката обсерваторија од Скопје ни соопштија дека дождовите кои се карактеристични за овој временски период не претставуваат директен причинител за појавата на овие потреси.